Галама, FM Врева. На радио Слободна Македонија. Ето така, FM Врева на радио Слободна Македонија. Мојата најавена гостинка пристигна во студиото почитуваната Теодора Костовска, психолог, меѓутоа јога учител при Art of Living Македонија, Happiness учител и што ли веќе не. Навистина многу ќе дознаеме од Теодора токму во престојните 15 на минути во FM Врева на радио Слободна Македонија. Разговорот го најавив како новогодишните резолуции да или не, и токму за нив, значи говориме денеска во FM Врева. Новата година значи завршување на еден животен циклус или завршување на еден временски циклус и почнување на нешто ново. Значи, имаме многу големи еуфории кога е во прашање испраќањето на старата и дочекувањето на новата година, дали е тоа така и дали тоа така треба да биде, и што во психолошки аспект на сето она што представува наше битисување значи сето ова, дознаваме токму сега од Теодора Костовска. Добар ден, добре дојдовте во FM Врева повтор пат. Добар ден и добро најдов. Ајде веднаш да говориме на тема новогодишни резолуции. Значи, најчестите новогодишни резолуции во историјава на планетава Земја се следните: ќе вежбам повеќе, ќе се откажам од цигари, ќе научам нешто ново, ќе волонтирам, ќе се хранам поздраво, ќе штедам пари, ќе се релаксирам, односно ќе имам малку повеќе или помалку нервози, ќе поминувам повеќе време со моето семејство и пријателите, ќе пијам помалку и ќе посетам нови места. И сега сите овие нешта кои што ги напоменав имаат префикс ќе. Што ќе се случи кога тоа ќе го заобиколиме или ќе влеземе во ќе? Многу комплексно прашање. Значи, огромно прашање и огромна дилема која е со векови, не од вчера. Префиксот ќе, практично мораме да знаеме, јас би почнала со тоа, префиксот ќе е нешто што не обврзува на ништо. Значи, ќе направам тоа ќе, кога немаме јасно детерминирано кога, што, зошто, со огромна свесност за последиците што произлегуваат од било каква одлука. Јас, например, сега она што вие го спомнавте како резолуција, би го преформулирала во носење на одлука, сопствена одлука, и таа главно прави проблем внатре во човекот, затоа што се поставува едно друго прашање. Океј, треба да донесам одлука за себе, во насока како да делувам, тоа е одлука. Дали да го слушам разумот, умот, или да ги слушам емоциите, затоа што помеѓу тие две работи главно се клатиме. Значи, или ќе бидеме иницирани од некаква емотивна состојба, која е пријатна или непријатна, сакаме да ја промениме, или ќе бидеме испровоцирани од некаква рационална потреба. И тука се поставува прашањето кога, односно како да се донесе правилна одлука. Што треба да се слуша? Ако се слушаат емоциите, а знаеме, нема човек кој нема искуство, дури малите деца, дека емоции се толку варијабилна работа, доаѓаат и си одат, толку се менуваат. Нешто што сум го сакала пред 2 сата, сега веќе не ми е интересно воопшто. Нешто што толку многу силно сум го посакувала, не знам, пред некое време, сега и да се случи, велиме, опа не беше тоа, или кога е рационално, исто така, потреба, би рекла повеќе, таа е сама по себе, без да има вклучено емоции, таа е сува, нема никакви сокови, нема живот, безживотна е. Што би значило ни едното ни другото не е, значи, и кога следиме емоции, не би имала гаранција дека одлуката би била добра. Никога би го следела само разумот, имаме гаранција дека одлуката би била добра. Во секој случај, она што треба да направиме е да се потпреме на сопствениот ентузијазам, да го реализираме тоа што го мислиме или што го сакаме или што го чувствуваме. Значи, прво да се постави еден баланс помеѓу едното и другото, мислам, чувствувам, имам потреба, сакам. И од тој аспект да се делува, но мора да се делува. Мора тоа да се стави во функција. Инаку ќе остане пак како ќе го направам тоа утре. Не создава никаква обврска. Чи кога нешто го одлагаме и од утре ќе бидам на диета, од утре ќе престанам да пушам, од утре ќе им се јавам на сите на кои не сум им се јавил досега. Тоа не обврзува на ништо. Никогаш. Така да, човек би рекла, ако треба да донесе одлука, да седне искрено со себе.
Прво да искомуницира со себе, што е повторно ќе повлача начин како комуницираме. Ние дури не сме ни свесни за квалитетот на собствената комуникација лично со себе. Ако јас немам дневна комуникација со себе, како ли изгледа мојата комуникација со другите? Како ли изгледа мојата комуникација во семејството, во соседството, во општеството, на работно место? Значи, колку се тоа квалитетни комуникации во однос на размена. Што е она што е потребно, што е она што доаѓа како последица. И овде би додала дека што и да одлучиме, како и да одлучиме и во која и насока да се определиме да делуваме. Прво да делуваме, второ со свесност и со подготвеност дека патем, каква и да била одлуката, патем ќе се случуваат работи кои ни малку не сме ги очекувале. Патем ќе се случуваат или ќе се отвараат нови состојби кои ни малку не сме ги предвиделе. Патем ќе се случуваат, значи тоа се исто така нешто што ќе не следат од мигот кога ќе донесеме одлуката и пристапиме кон незина реализација или нивна, ако се повеќе. И да знаеме дека се има цена и дека практично се има своја последица. Секоја причина има своја последица. И треба да бидеме подготвени да ги живееме тие последици. Конечно е преубаво да се донесе лична одговорност, да се понесе лична одговорност, затоа што на тој начин ќе имаме во себе една ситуација која е чиста, која нема да обвинува никого надвор. Туку ќе упатува на тоа што е она каде што јас можам да се подобрам, во која насока треба да развијам одредени своји знаења, своји вештини, велам, во зависност од тоа каде и во која насока би делувале. Како и да е прекрасно да човек биде во една хармонија помеѓу рационалната одлука и емоционалната своја состојба или емоционално интелигентен, за да навистина биде кадерен да постапи по своите одлуки, какви и да се. Теодора, како да воспоставиме хармонија помеѓу умот, духот, душата и нашето тело, за да можеме нели подготвени да влеземе во новата 2017 година и за да бидеме со полни сили токму во неа, односно да ги искористиме сите наши капацитети. Како се воспоставува? Постои ли рецепт за хармонија со самите себе си? Па знаете како сега излегува како да си ја терам водата на својата воденица, но од друга страна нема ништо поавтентично тоа дека кога нели она што јас за себе го правам, тоа е практикување на јога, што всушност значи обединување. Јога не е физичка активност или само физичка активност и напор, туку е она што обединува, туку е она врзивно ткиво помеѓу токму тоа телото, мислата, интелектот, меморијата, егото. И она што треба да биде бивање, нашето само бивање, нашата сама екзистенција. Овде и сега. Како се обстојува во мигот овде и сега? Заради тоа што ние сме обкружени со многу луѓе, обкружени со многу ситуации, многу често, кога сме самите со себе, најнапред правиме рекапитулација на целиот ден, ги преиспитуваме и веројатно секој од нас ги вергла зборовите кои што ги изнел од себе и кои што ги примило во својот ментален склоп, се разбира, во текот на целиот ден. Како да направиме на хармонија, односно како и постои ли нека магична ментална гумичка со која што тие нешта се бришат за да можеме нели да дојдеме во хармонија со самите себе си, односно да комуницираме со нашата душа и на некаков чудесен начин да се приклопат во самите нас, нашиот ум и нашето срце и сето тоа да биде една чиста, единствена, уникатна личност, да бидеме ние, за да можеме нели да нурнеме во се што представува животен тек. И всушност како се обстојува во времето сега? Како се бива сега, заради тоа што животот е овде и сега? Така е. Повторно преубаво прашање. Всушност, со градење на мост или користење на она што се вика од Бога дадена силен инструмент, тоа е нашиот здив. Тоа е најголемиот индикатор. Внимание на врвот на носот.
тоа е оно што го гради мостот помеѓу емоцијата, односно помеѓу мислата, помеѓу нашата меморија, помеѓу нашето тело. Она што не хармонизира нас. Сме зборувале и кај вас, јас си често зборувам. Вие одржувате часови како правилно треба да се диша, за да се биде во најоптимална состојба или во најоптимална кондиција, за да можеме сите наши капацитети и ресурси кои што ги поседуваме од самата наше раѓање да ги искористиме максимално и да бидеме нели најдобрите ние во се што представува единица време сега. Дишењето или здивот е огромен ресурс на животна енергија и огромна тајна, каде што кога човек е почне да проникнува во неа, доаѓа во контакт со себе самиот на многу силен, на суптилен начин. И тогаш се отвараат оние внатрешни, како би рекла, состојби. Тоа е правилна перцепција, тоа е правилно восприемање на нештата. Не реагираме само по принцип на 5 сетила, туку будиме и 1/6. Затоа велам, тоа е врвот на носот и мојот здив. Секогаш и секаде. Тоа е индикаторот. Секоја емоција има кореспондентен ритам во здив. Кога јас моето внимание, кој е монофокално, ќе го врзам за моето дишење, тогаш сум сега и овде подготвена во однос на делување. Значи, дури и сега кога зборувам со вас, воопшто не го замислувам, воопшто не ги вкрстувам очите за да можам да си го видам носот. Така да. За да знам како дишам. Јас метафорично го восприемам. Врвот на носот, па тука некако ми доаѓа ќе намирисам некоја ситуација или нема да намирисам и повторно доаѓаме до шестото сетило, односно до интуицијата. Така е, тоа е тоа што е индикатор дека сум сега и овде, а повторно велам со огромен ентузијазам, со огромна фокусираност, со јасна визија, јасен план, што е она јасна одлука, јасно дефинирана одлука што е она што треба да превземам или за што превземам одговорност за да делувам и да знам и да верувам дека целиот овој универзум или некој над мене сето тоа го едва го чека и го поддржува. И тоа е она што е потребно да се прави, да сме во дослух со себе, со квалитетен дослух за себе и да што повеќе се иницираме едни со други во превземање на одговорност и делување. Значи, потребна е Божја благодат, но пред се е нужна и неопходна нашата одлука и нашето делување, нашето залагање, нашето лично залагање. Значи, мораме труд, мораме малку напор и да имаме извонреден еден сензибилитет и сензитивност внатре во себе, кога треба да застанеме и да одмориме. Значи, кога е онај момент кога максимален напор треба да се вложи и да знаеме да отпуштиме. Кога сме дале 100% од себе, да отпуштиме за да се случуваат, просто да го исчистиме садот. Знаете, тоа е исто како кога ќе имаме полн сад со некаков оброк и кога ќе заврши оброкот, садот е празен, ние го миеме и го подготвуваме за следниот. Тоа се случува внатре во нас исто така. И кога се новите години во прашање, значи лека нов полека. сад, нов така. чист сад, измиен, блиснат, празен, да не се плашиме. Има нешто исто така внатре во нас, тој хорор вакуј, тоа е стравот од празен простор. Така да ние од една страна рационално знаеме дека треба садот да се испразни, но од друга страна празнината сама по себе вознемирува или плаши. И тука е потребна таа одлука, тука е потребна таа одважност да се делува, за да тој сад се полни, за да јас бидам таа која вие секој од нас биде тој кој одлучува со каква содржина ќе биде исполнет сопствениот сад. Со какви цвеќиња ќе биде наполнета. И тука доаѓаме до новогодишните резолуции, односно одлуки повторно, ќе се хранам поздраво, ќе штедам повеќе пари, ќе се релаксирам, ќе поминувам повеќе време со семејството, пријателите, ќе пијам помалку, ќе посетам нови места, ќе научам нешто ново, ќе волонтирам, ќе се хранам поздраво и така натаму. Кој од овие новогодишни резолуции конечно е најважно? Прави го се она што треба да го направиш. И што прави за слушателите во новата 2017 година, заради тоа што имаме време само за ЕПП во продолжение
Благодарам многу за гостувањето во ИФМ Врива на Врановите на Радио Слободна Македонија. Значи имаме време само за уште една прекрасна порека која што ќе упатиме за слушателите за сито на што представува нова 2017 година од психолог и йога учител при Art of Living Теодора Костовска. Живејте го животот среќно, радосно, полно, фокусирано сега и овде, со полна верба и со одважност да се делува. Тоа ќе, ако може да се отфрли, или колку може да се отфрли, или да се користи во насока на обврзување, да се постапи по она што просто како некаков завет, како исполнување на завет. Сум рекла и ќе го исполнам. И да знаеме дека се ќе биде добро. Благодарам многу, обврзувачко Благодарам за ќе. вас. Се гледаме во 2017 година со некои нови теми. Теодора Костовска во ИФМ Врива на Врановите на Радио Слободна Македонија. Време за ИПП. Среќно и весело. Гужва, галама. ФМ Врева. На Радио Слободна Македонија.